Светот е во очекување на тоа која ќе биде првата одлука на новиот американски претседател Доналд Трамп, кој што од својата изборна кампања па до денешната инаугурација најави низа од промени и во внатрешната и во надворешната политика на Америка. Социјалните мрежи во Македонија, следејќи ги светските трендови, исто така со внимание го следеа доаѓањето на Трамп на чело на САД. Мислењата, како и за многу други прашања, се поделени. Едни сметаат дека Трамп целосно ќе ја смени надворешната политика на САД, вклучително и кон регионот и Македонија, додека другиот доминантен став е дека американската надворешна политика нема многу да се промени и дека Трамп ќе си легне на брашно набргу постапување на функцијата. За тоа што ќе се смени во светската политика со смената во Белата куќа и застанувањето на Трамп на чело на најмокната држава во светот, Борис Георгиевски коментираше: ќе се смени генерално тактиката на САД, односно Трамп ќе се обиде да постигне договор за билатерална распределба на влијанието со Путин и така да го конзервира политичкиот свет до некои поповолни времиња за американската надворешна политика. Тоа значи децениско замрзнување на ширењето на НАТО и Европската унија, а за Македонија уште многу безбедносни и екзистенцијални предизвици. Лилјана Јаковлеска па кратко напиша: "Мислам дека ништо битно нема да се смени." Ставот на Љупчо Костадиновски е дека многу луѓе се лажат што мислат дека Трамп ќе биде добар со сите, но излегува обратно, ќе изградел зид на јужната граница. Каков политичар треба да се преговара, а не одма со проблеми. Бог да не чува, но овие се сите, да не зборам против човештвото, само Бог да му даде ум и разум, коментираше Костадиновски. Топ тема на ваша страна побара став на социјалните мрежи, дали со доаѓањето на Трамп на чело на САД ќе се смени политиката кон Македонија и кон регионот. Нова Кирил Ефремовски коментираше: Брајан Хојти и неговиот непосреден шеф Шенон остануваат на истите позиции во прво време заради овозможување континуитет на администрацијата и политиките во Стейт департментот, потврдио транзицијскиот тим на Трамп. Зоран Јанков го напиша својот став на Фејсбук: "Па нема што да се менува, па досега зарем имаше некаква политика освен кога треба да се дели памет." Инаку победата на Трамп во Македонија најмногу израдува македонската десница, која смета дека неговото доаѓање ќе ја смени политиката во Македонија од нивна гледна точка кон подобро. Коментарот номер дановски токму на таа тема е дека е лажно задоволството на луѓето кои својот двор не може да го средат. Трамп е еден човек, а Америка си Америка и никогаш нема да ја смени политиката према Македонија. Владимир Ивановски пак прашува: а зошто левицата е потресена од поразот на демократите? Саше Мерџановски пак смета дека е дегутантна поделбата кај нашите граѓани на трамписти и клинтонисти, од причина што ние немаме реална потреба како граѓани да заземаме страна во политиката на САД. Друште почудно е што поддржувачите на владеачката партија кај нас го поддржуваат Трамп, а всушност после 8 години републиканската партија се врати на власт и фактички беше опозиција, што во нашиот случај нашите десничари навиваат за промена на власта, напиша Мерџановски. Инаку смета тој, кај нас повеќе медиумски се наведува навивањето на нашите граѓани, отколку што тоа навистина е така и воопшто тоа навивање не допира до новата власт во САД, напиша Мерџановски. Социјалните мрежи во Македонија досега покажаа голем интерес за доаѓањето на Трамп на чело на најмокната држава во светот, а тоа со сигурност ќе продолжи со оглед дека тој е нестандарден американски политичар, од чии одлуки ќе зависи како ќе се движи светската политика во идните 4 години.